Му го предадам студиото на колегата Љубиша Николовски, кој што веќе има двајца гости со кои што ќе проанализираме околу резултатите. Љубиша, повели. Анита, фала што ми го предадам, а тоа привремено, пак ќе ти го вратам. Студиото, бидејќи имаме гости кои што веќе беа и ќе доанализираме додека не слушнеме официјално, барем не слушнавме не само од ДИК, слушнавме од ВМРО, ДПМН, од СДС, барем јас не ги слушнав нивните податоци. Рековте 51-51, останатите резултати, дали може да ни ги кажеш или ги нема веќе на... Според она што ни го пренесе колегата Градимир, она што стоело на БИМот на Социјалдемократскиот сојуз, значи да повторам ова се информација од аналитичкиот центар на Социјалдемократскиот сојуз, 51 ВМРО, 51 СДСМ, 8 пратеници ДУИ, 3 пратеници чинам дека беше ДПА, потоа имаше 5 пратеника, имаше освоено БЕСА и Алијанса, дали беа 1 или 2, немој да ме држи за збор, не успеав да се паметам. Добро, значи отвореното студио продолжува. Мои вечерашни гости Александар Пандов и господин Сотир Костов. Добро вечер, господа. Добро вечер. Многу опречни информации, спротивставени малку, но нема големи разлики од оние што на некој начин ги очекувавме, бидејќи лидерите на партиите сите најавуваа големи победи и се чини останаа доследни до тоа дека ние имаме сега неколку победници или барем 2 победници во македонскиот блок. Кој победи, Пандов, Костов? Несомнено е, ако ги взимаме на ваква вечер, кога пристигнуваат резултати од неколку места И се менуваат, најправилно е да се слушаат резултатите од Државната изборна комисија. Зошто? Затоа што кога објавуваат партиите резултати, по правило, таму пристигнуваат добрите резултати за таа партија. Пример, во Росоман поминал добро ВМРО, од таму, од избирачкото место, веднаш се јавуваат да го пренесе тој резултат. Но негде како е послаб резултатот, тој не се јавува едноставно. И тоа е вечен проблем на секоја една партија, но во Државната изборна комисија, затоа што тоа се професионални избирачки одбори, тие по службена должност, која ќе ги пребројат гласовите, посматрачите кои што биле и самите членови на избирачкиот одбор, ако имаат забелешки ги запишуваат, ако немаат се подпишуваат и го праќаат во општинската изборна комисија која што па ја проследува. И тие се најрелевантни податоци. По тие податоци несомнено е дека неколку проценти бега ВМРО ДПМН на последните Анита што ги кажа бројки, јас колку што слушнав на 700.000 преброени гласови, тоа е над 50%. Анкетите се прават на 1000 испитаници, само за гледачите да бидат за споредба за каква бројка ние сега, за колку меродавен податок говориме. Значи, на 1000-1500 испитаника тоа е веќе многу голем број. На 2 милиони што сме ние во Македонија, па имаме релевантни бројки, прецизни бројки. Сега во оваа ситуација, може би кај албанците ќе варираат, затоа што реално има Пошар планина, ондека на Скопска Црна Гора, Шипковица, Брест, Малина Мала, подалечни места, така е, кои што додека стигнат до општинските изборни комисии, може па подоцна нели да се појават кај албанците и некои поголеми бројки, но генерално бројките се тие. И повторно ќе кажам, ВМРО ДПМН има победено по 10-ти пат поред на овие предвремени парламентарни избори со сите оние забелешки кои што и пред за вклучување во емисијава ги забележавме дека реално според мене очекував јас дека разликата помеѓу ВМРО и СДС ќе биде многу поголема. Реално таа она што излезе и Владко Ѓорчев како официјални бројки од ВМРО да ги каже, беше 370, чинам со 350.000. Не, 390 со 370. Ете, обратно 20.000 разлика. Тие бројки ќе одат на нешто на нагоре. Таа разлика можеби нешто ќе се зголеми, но тука се гледа дека тоа во завис од донтовиот модел, пошто тој во децимали е. Така е. Таму не е како на мнозински модел, еден глас сум имал јас повеќе од вас и јас сум победник. Не, овде се рачуна па децимали, може да биде тоа
3, 4, 5 пратеника разлика. 3,5, 4,5, на некој. Не може 3,5, но сакам да кажам, тука се бидејќи во децимали, затоа прецизно не може додека конечно не се кажат бројките. околу 4-5 пратеника Количници се на фактички. крајот тоа е излезе како разлика, рационален број. кое што јас очекував дека ќе биде многу поголема и кое што од друга страна гаранција ни е дека политичката криза сега која што беше има големи шанси да се пролонгира. Има големи шанси да се пролонгира. Мене воопшто не ме изненадува оно што слави сега СДСМ. Живееме во дигитално време, па и 2008, и 2011 поготово. 2014 не сум сигурен дали излегуваат да гласат, да слават, но првично за 2011 100% сум сигурен, во 8,5 имаа зурли тапани на Бихачка представот, а резултатите беа такви какви што беа. Сега на овие резултати за нив е као да не знам што направиле и ете имам информации дека и воопшто не и она уште само малку за да не задржам времето, па чекавме доста за да влеземе па да си кажем. Може уште. Ама ова е доста важно за мене. Значи сите ние говоревме од новинари, аналитичари, експерти, политичари дека исклучително е важно денешниот ден. И тоа е многу добро да помине во мирна атмосфера, да нема конфликти, да нема судири, да нема поготово да нема организирано конфликти од политичка партија. Слушнавме во текот на денот дека некои 5-10 можеби инциденти имало, но кој бил пијан, кој бил не знам што, кој се скарал со жена му па го искинал ливчето, зашто гласал овој вака или зашто гласал, тоа се инциденти кои што не влијаат во конечните резултати. А она што мене сега ме боли е што Градимир Марковски го слушав, дека и Заев и сите останати од раководството на СДС отишле да слават пред влада. Супер, но беа должни претходно да излезат и да го признаат поразот кој што го имаат како пораз, да ги признаат резултатите кои што ги имаат. Сега ние сме во еден вакуум простор во кој што имаме официјални податоци, јас пак не се повикувам на податоците на Владко Ѓорчев, јас се повикувам на податоците од Државна изборна комисија, кои што ја признаваат и СДС и сите политички чинители. Дури таа Државна изборна комисија беше како еден од главните продукти на оние прженски договори. По нивните податоци ВМРО победува, СДСМ не го признава тоа. А во секоја една демократска држава, да еден пратеник ако има повеќе, тој е победникот. Нема тука дилема сега кој, ама добар резултат имал овој, можеле дали 5-0 било или 3-2. Тој што има 3-2, 3 гола што дал, тој е победникот. Праксата е продолжена и тоа мене повторно ме плаши, што СДСМ претпоставувам дека со овој резултат они очекуваат и они се доживуваат на крајот од денот како победници. Од тие пржински договори стои дека вечерва уште ќе си ги земе работите Оливер Спасовски од кабинетот, како се викаше Ременски, дека ќе си ги земат работите од кабинетот и ќе се повлече. Јас не гледам дека тоа ќе се случи во овие околности, они како се доживуваат како победници, не гледам дека така планираат да постапуваат и ќе ги следиме работите од утрешниот ден што ќе се случи. Господин Костов, ова што го спомена господин Пандов околу официјалните изјави на лидерите на политичките партии, ги чекаме, иако веројатно и тие чекаат ДИК официјално, ДИК може би до утре официјално ќе излезе со бројки, но сепак беше договорот, освен избирачкиот список, освен тоа да поминат во мирна атмосфера, да бидат кредибилни, да се признаат резултатите. Се уште немам изјави од лидерите на политичките партии, официјални. Пред да го одговорам овој коментар, ја би рекол дека Македонија го положи испитот. На дело, као правник инфлагранти, ќе кажам, покажавме дека знаеме што е демократија и дека нашиот народ на моменти е попаметен од политичарите. Јас ќе респектирам било кој резултат, малку сум изненаден од резултатот, по тамошниот тек на емисијата може би ќе го образложам тоа,
Но мислам дека имавме мирни, прекрасни, слободни, фер, демократски избори. И би прашал, каде се тука мост сега и цивил нешто? Преку денот беа многу бучни, сега ги нема нешто. Но тоа е друга една приказка. Видете, вечера ни се случи една појава која ја пратаме од поодамна и ороводец и единствен актер во таа појава беше господин Тачи и ДПА. Тие секој пат пред време прогласуваа победа, одеа да слават, па дури и пукаа, и утре дента се гледаше дека не победиле, дека некој друг победил. Ако е таква стратегијата на СДСМ, и кога дошле до пред крај, па ги изедначиле овие мандати, ви оставиле тамо на бројченикот 50 и 51, што е стварно чудоневидувачки до толку да биде изедначено, и отишле да слават токму пред владата, е неферски. Најмалку што требаше да ни удостојат, или лидерот или двоецот да излезат и да кажат на македонската јавност, на македонскиот народ, дека СДСМ е победник на изборите оваа година. Другата партија ВМРО што направи? Во одреден момент свика пресконференција, кажаа дека се победува со 390 спрема 370, најави дека не се најфинални резултати, ама дека е пред крај и дека ќе победат. Многу пофер, ја Влад ќе го пратам од 2005 година од локалните избори, од тогаш што него соработувам. Секој пат кога го излагувал, никој пат тој македонската јавност ја нема излажено. Се надевам дека и овој пат ја кажа вистината и познавајќи го господинот Груевски онолку колку што го познавам, најверојатно чека да му се објаснат или да му се дадат крајните резултати и тој ќе излезе и јас верувам дека тој ќе излезе вечерва да се обрати на македонската јавност. Вака сега, многу беше искрен мојот соговорник, помлад соговорник со кој се знаеме многу одамна, не можам јас да не сум исто така искрен, очекував подобри резултати за коалицијата на ВМРО ДПМН, ама очигледно кога некој ќе те демонизира во вистинска смисла или во буквална смисла на зборот и година и пол, две, па и 2,5 ќе зборува такви перверзии, такви лаги, такви грди работи за тебе, а нема да понуди докази, очигледно кај еден дел од населението таа работа навлегла. Ја и до ден денес и вечерва тврдам дека ВМРО е обвинет без докази, без аргументи за некои работи што се случувале во приватни телефонски разговори и дека тоа не треба да биде мерило за многу работи, па и за едни вакви избори. И сега вака, од другата страна го имаме заедно. Кој кажа, ако не победе СДСМ на изборите, јас ќе си поднесам оставка. Треба да сме трпеливи, негде мислам до 12,5 ќе се знаат работиве, дали е ека, или пак е предност на СДСМ или предност на ВМРО. Не треба да заборавиме дека постои Албански блок, дека и тамо се слушаја едни чудни раслојувања, достоинствено Али Ахмети, јас секој кога сум зборувал со него, за него сум зборувал со почит, достоинствено излегна, кажа дека победил дуи, но не е среќен за победата и ја образлагаше после победата. Како и да е. Дуи во едни вакви услови, каде што на неферски начин, тие имајќи предвид дека сепак е тоа една средина албанска, тие беа сатанизирани. Тие им влегуваат, да не кажам, во кујните, во спалните им влегуваат со тие приватни разговори. Тие по мене сепак, ако е точно дека освоили 11 пратеника, тие ја го задржаа приматот. Најверојатно е без втора, ја реков, зборував, мислам, зборував, кој реков дека четворката во тенисот што е растурена, и овој пат во изборите во Македонија ќе биде растурена, ќе влези Беса или ќе се изедначи со ДП. Најверојатно Беса е подобро, што и освоила повеќе гласа и веројатно таа ќе е петиот играч, тоест четвртиот играч. Не би го откажал ја и ДПА, ќе видиме колку ќе освојат и лично мислам дека тука негде се затвара кругот. Сега го имаме аверот од Берн, го имаме аверот од Сирикли, од кај беше од господинот Фрчковски, тој као да е буревесникот, однапред ни соопштува некакви си широки коалиции со ВМРО, ама без некои си криминалци и така натаму. Ја мислам прво треба да се прогласи кој е победник на овој избор, дали има победник, а може би само еден победник, па после да се види што и како ќе се прави. Како и да е, очекувам обраќање на
лидерот на ВМРО ДПМН, лично мислам дека тоа ќе се случи и тогаш ќе ги дознаеме конечните резултати. Дали сме ситуација, се извинувам, во една емисија говоревте примерот со чашата. Да. Дали сме се во таква ситуација, дали е чашата полупразна или е полуполна? Па многу паметно сте запамтили мудро. Не, така е сега, да. Значи едниот иде најави оставка, другиот бараше 63, победа прогласија двете партии. Барањето 63 е друго. Тоа е во обраќањето пред јавноста и е желба на еден од учесниците во политичката трга. А изјавата за оставка е многу подецидна и појасна. Тоа не е предвидување. Може би тоа беше причина за прогласување победа, ако земете дека тој рекол ќе има 60, не остварен. Има една работа што СДСМ долги години ја граде. За СДСМ впечатокот, имиџот е многу подобар од вистинската содржина или во конкретниот случај од вистински оно што се случило, а тоа се фактите кој е победник. Ајде отишле пред владата и да слават. Па може би и ќе влезат во владата. Не, требаше во седиште да си дочекат и има време за славење. И да преспиеме кои се задоволни, кои се незадоволни, победникот ќе слави. Така да сосема сте во право во тој дел, но некој јан лично мислам избрза и веќе ДПА и Тачи не се осамени во таков начин на прегласување, еве и други слават. Господине Пандов, сакам една друга прашање да отворам од овие такви податоци какви што ги имаме, но и во двата случаи се покажува нешто, бидејќи сега се работи, господин Костов спомна влада, сите се бореа за политичка влада, бидејќи за тоа се прават изборите, се види кој е победник, кој е победа за еден, за два. Веќе од тој аспект формално правене ирелевантно, де факто може би за секој битен. Значи треба се формира влада, 61 пратеник да добие мандат оној кој што ќе успее да состави влада. Ако е според некои информации 390 на 317 според ВМРО ДПМН показателите е негде 20.000 разлика, тоа во пратеници од прилика може да е 3 пратеника. Тоа би било 40, некои 49 наспрема 46 во корист на ВМРО ДПМН. И според овие податоци, но и лидерот на ДУИ Али Ахмети што ги спомна, ДУИ освоил 11 пратеника, 49 и 11 прават 60. Значи еден како да недостасува, барем сега во 5 до 12. Два недостасува. Како? Еден. 60, значи еден 60. недостасува. 120 се сега. И ако земеме дека СДС има 46, кога не би правил со ДУИ, повторно недостасуваат. Значи, доаѓаме до некоја пата ситуација од 60-60, бидејќи БЕСА има 7, ДПА 3 и населje има 4. Тоа се 14 и 46, 60. И по математиките на СДС 51 и 8 ДУИ, тоа се 59. Значи, ВМРО ако оди само со ДУИ, не би можел да направи, ниту пак СДС со овие 7-8, евентуално, не знам сега, не ги знам точно податоците колку има. Значи, малку е проблематично формирањето. Да, јас ти го разбирам прашањето. Јас не се сумневам во тоа, еве под претпоставка дека се вакви бројките, 49-11. Дека ВМРО и ДУИ... Треба две партии да влезат албански. Не, ќе најдат уште еден пратеник и да создадат влада. Од каде? Од било кој од овие, дали од ДПА ќе земат некој пратеник, ќе гласа некој пратеник. Тоа не е ништо. Еве повторно во отвореното студио со нашите вечерашни гости, кои во поинаков еден или друг состав се подолго време тука. Им благодарам на сите што има трпение за да ги прокоментираме и соопштиме резултатите, бидејќи се уште немаме дефинитивни податоци како стојат работите, кој е победник и со која разлика. Значи, Јанка Додовска, Никола Стрбов, Александар Пандов, Сотир Костов. Разговараме за она што е најактуелно денот, што го чекавме подолго време, 2 години. Констатираат сите и вие и лидерите на партиите дека изборите поминаа мирно. Ке чекаме кога и обсте, тоа ќе го каже официјално, но наше е да проанализираме како стојат работите сега. Запревме кај господинот Костов.
Аз се извинувам. Ајде прво да видиме колегата Иле со мобилното студио од Струмица. Што има да ни каже, каква е атмосферата таму, или дали е малку ладничко таму, но те молам што имаш да ни соопштиш од Струмица. Да, Љубиша, полека во Струмица можам да кажам дека спласнува атмосферата. Луѓето кои што беа насобрани по плоштадите и по улиците полека се враќаат кон своите домови, барем поголемиот дел од нив. Она што можев да го забележам во овие неколку часа додека сум овде во Струмица, најголемите македонски партии, не само во Струмица, можев да слушнам и да видам преку медиумите и во останатите градови, ја слават победата и симпатизерите на Социјалдемократскиот сојуз со развиорени знамиња и символи на партијата. Тука во центарот на Струмица продефилираа со автомобилите, но истото го правеа и симпатизерите на ВМРО ДПМНЕ и тие на некој начин ја славеа победата на овие 9 парламентарни избори, 4 вонредни или предвремени парламентарни избори. Она што официјално засега го знаеме од Државната изборна комисија дека околу 25.000 гласови е разликата помеѓу двете најголеми политички партии. Предноста е за владеачката ВМРО ДПМНЕ. Имаме ли некакви прашања од студиото? Иле, ти благодарам на јавувањето. Колку што можам да слушнам, се подготвува изјава на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Режија, ако е навистина така, тогаш да се вклучиме да слушнеме изјавата на Никола Груевски. Ако не, да продолжиме со нашата дебата до моментот кога тоа... Добро. Костов, поведете. Сосема кратко. Значи, само продолжение на оно што го каже господин Пандов, ја ценам неговата принципиалност и ја прифаќам во поглед на состојбата во која се наоѓа ВМРО. Но, да не забораваме дека Заев имаше и една друга звучна изјава, кога рече, во шеската ќе го победам ДУИ, ќе го победам ДП, ќе ги победам и двете заедно, ќе имам од нив повеќе гласови. Ја колку знам, тоа не се случи. Затоа јас ви велам дека сега и ДУИ и ДП ќе имаат поинаков приод во преговорите, бидејќи луѓе, има и принципи, има и вредности, ама ова е борба за власт. Ова е борба за власт. Зошто се одржува избори? Значи, лично мислам дека ќе има друг тек на разговорите. По-мек, мислите дека нема да се радикализира на начин на кој што памет? А целокупната состојба е таква како што не верувам дека барем од нас четворицата некој посакуваше дека. Во тоа се согласувам со господин Панов. Лично мислам дека тој ги навери нив и сега кој е резонот да прифатат коалиција со тој што или е пониско од ВМРО, или е еднакво со ВМРО, ама еве слушаме и други некои моабити, кој ги врега во нивниот двор, вели дека ќе ги победи, а не ги победи. Не ги победи. Колку знам дека ВМРО до сега знам дека ВМРО добро стои во шеската. Тоа сакам само да кажам. Да, добро, имаме време, ќе зборуваме. Бидејќи сега се ослонуваме на секакви информации, мислам дека господин Србов, имате некои нови податоци околу разликата меѓу ВМРО ДПМНЕ? Од секаде се шират информации. Видете, прво Заев изјавата што ја дава пред собрание дека воделе со еден мандат плюс. Значи тоа е таква провокација што официјалните бројки велат дека ВМРО ДПМНЕ има повеќе гласови. Значи не е важно. Има други информации кои велат дека ВМРО ДПМНЕ оди на 51 пратеник, додека пак социјалдемократите може да паднат до 46 пратеници. Што е цела оваа поента? Целата еуфорија која создава Социјалдемократскиот сојуз е сега многу опасна за државата и општо за политичката клима. Победа и со еден глас разлика е победа, а да не збориме за неколку мандати разлика. Значи сега вадат луѓе на улица, што може утре да биде опасно за целата политичка клима во државата. Бидејќи официјалните бројки од Државна изборна комисија велат дека ВМРО ДПМНЕ имаат предност. Ги броиме предностите за формирање влада. Тоа беше една мала, како да кажем... Знаете што е целата работа? Околу тоа колку... Сега се работи за зачувување... Колку имаат албанските партии, без разлика дали ќе се зголемува разликата, дали ќе биде тоа
таман бројка за формирање влада, бидејќи од утре натаму се работи на тоа. Ќе има бројка за формирање влада, но се работи за зачувување на државата. Јас Зоран Заев се надевам дека нема да отиде на некаква варијанта да ја погази волјата на мнозинството гласачи во Република Македонија со некакви комбинации, што го зборувавме уште за време на кампањата. Какви комбинации? Па да прави коалиции, некакви комбинации со некои партии, да собира со цел да направи некаква влада и со тоа да ја погази волјата на мнозинството гласачи во Не може Република да собере, Македонија. ако не е мандат, не може да прави коалиција. Него да ги врбува, да. Така. И сега, значи, тоа е многу опасна игра. А со новите информации кои започнуваат, значи, уште не се ни добројани гласовите, а веќе извадија народ пред влада, уште не се на недобројани гласови, велат нешто сосема спротивно тоа што го тврди господинот Зоран Заев. Доска, на што мисли, требаше него да го прашувам, бидејќи сакам вие, како професорка, да кажете опасни игри, законот е јасен. Тој што оствил најмногу гласови, добива мандат да формира влада. Тоа е сосема така, но нашата плурална историја ни покажува одредени примери со кои што треба сепак да бидеме малку така повнимателни. Ова е една нова ситуација. Значи, дефинитивно не можеме да говориме за некредибилност или за нетранспарентност или за недемократски избори. Ова беа Тоа е важно да се оцени дека добри избори. целите значи. кои што беа поставени со Пришинскиот договор се остварија. Да. Тука сите се сложија, нема веќе. Апсолутно така. Знаете што ми е малку интересно? Интересно ми е тоа што албанскиот, да кажам, корпус беше ставен некако доста пацифизиран, беше доста дисперзиран, се создаде во тој дел една многу поинаква слика во целиот овој простор што отвори пат за она што претходно исто го говоревме, да дојдат оние понуди од страна на лидерот на опозицијата Заев со темите за двојазичност, воведување, промена на уставот и така натаму, што отвори една нова дебата што комплетно ја прелеа од едно ниво на друго ниво, значи фокусот и енергијата на самиот електорат. Што денеска сме сега соочени во цело време со колегите комуницираме и неформално за време на паузите, дефинитивно впечатокот е јасен. Во суштина, ако земеме да гледаме во проценти, ова не е огромен успех за Социјалдемократскиот сојуз. Кој што коментираше и Срвов, баш слават пораз. Или намалена разлика слават. Се согласам дека е така, но сепак треба да се биде свесна, треба да бидеме сите свесни дека постојат сценарија кои што е можно да се одвиваат во наредниот период. Едното од тие сценарија е колку ќе бидат финалните бројки и во ВМРО ДПМН и коалицијата и СДСМ и нивната коалиција. И вториот момент што треба да се внимава е како тие ќе коалицираат. Со какви услови и како ќе играат и албанските партнери, бидејќи знаеме дека тоа се наметна како еден услов за формирање на извршна власт, дека ќе мора да влезе албански фактор кој што има значително мнозинство во македонскиот парламент. Која ќе биде сега цената? Дефинитивно ВМРО ДПМН и нејзината коалиција се победници на овие избори. Сега чекаме бројките точно кај албанските партии, бидејќи тие ќе видат таму треба веројатно да се пребројат, да утре ќе имаме информација. Го говориме на информации што имаме до сега од Државната изборна комисија и нешто плюс информации што доаѓаат и до вас и до мене, значи конечните резултати на крај ќе кажат најјасната слика. Има една работа која што јас често пати ја зборувам со моите студенти, посебно кога зборуваме за либерализмот, бидејќи тоа треба да се објасни пред да се влезе во другите, да се дојде до сегашноста. А тоа е една специфика, например, на британскиот парламентаризам. Таму има и до ден денеска, на влезот на британскиот парламент, има една максима или една реченица, која што вели некако вака. Нема вечни пријателства, вечен интерес. Вечен интерес. Треба тоа да го имаме исто во предвид. Ние можеме сите да имаме сознание и сваќање. Што мислите сега? Бидете поконкретни за да знаеме на што точно. Мислам дека да ви разбираме заради гледачите. Опциите се отворени. И треба да бидеме сега будни. Ова е порак из извршната власт. Но видете, 10 години извршна власт. Значи, традиционално во Република Македонија, македонскиот електорат гласа против, не гласа за. Владењето на Никола Груевски го обележаа неколку изборни циклуси кои што беа исклучиво за. Овој изборен процес доаѓа после 2 годишна макотрпна криза, во која што пак ќе повторам, се случија голем број на турбуленции, добија толку силни удари,
Да, јас сум убедена дека да беше друг, значи естаблишмент во извршна власт, ќе рикнеше еве со обични зборови народски да кажам првите 2 месеци. Тој притисок, таа цела негативна енергија, сите тие протести да не ги заборавиме. Сите тие, значи бркања вештерки, сите тие обвинувања без судења, сите таа, значи ражмонијада која што се создаде во општеството и поларитетите исто така кои што влијаја доведоа до овде. И евидентно е дека во тој поглед не треба да не чуди што на пример во опозицијата постои еден квантум кој што не е сочинет од левичари, туку од оние неопределените кои на ваков или на таков начин ни ја доставија пораката дека не се задоволни. Само уште едно прашање за сите, но бидејќи вие го отворивте, уште еднаш да ве допрашам. Отворени се сите опции. Тоа значи дека ВМРО ДПМН како победник со таа разлика што су каква идеја треба да формира влада со некоја од албанските партии, ако не е тоа ДУИ, веројатно мислите на другите албански партии како збир на гласови со кои сте формира влада. Дали го кажав тоа што го мислевте вие? Токму така. Можно е, например, еве да очекувано е ДУИ повторно да биде најбројна, но можно и да се случи нешто друго. Но што ако ДУИ овој пат добие некаква друга насока и не коалицира со ВМРО ДПМН? Има секакви се опции. Можно е, Љубиша, се. Нити прво принципиално рекле дека ние ќе коалицираме со Може да прашаме од кого да добие насока? Нема да ми замериш? Не, слободно. Од кого да добие насока? Не, прашувам. Насоките доаѓаат од надвор. Целата оваа ситуација доаѓа од надвор. Целата оваа ситуација, македонските граѓани се жртвени јагниња. Нема, видите, 46 ако ги земе на СДСМ 11 на ДУИ се далеко од коалиција. Да, но тука имате и помали албански партии кои што може да го зголемат квантумот. Тука се бориме за отворени опции. и без Фрчковски варијанта е Бориме, тоа. да, тоа се отворени опции. опција, но тоа е газење на волјата, газење на волјата на мнозинството Но гласачи. се опции кои што треба да бидеме внимателни да не се Нема многу опции. залетуваме. Јас не гледам баш толку опции. Да, затоа ја отварам темата, бидејќи таа ќе биде од утре натаму, ние супер е анализите ќе сега као завршат. езда што се излезени на пораз пред влада, ама да говориме дека има многу опции, нема многу опции. Ете ги партиите кои што освоиле пратенички места. Најприродно би било победникот со победникот. Во ситуација, ако не дај Боже, не може да состават 61, затоа што сега 61 пратеници, нели тројца од диаспората ги нема и сега 61 пратеници. Ако во ситуација не може ВМРО со ДУИ да направи, може оно малцинска преод на некоја до локалните избори, сигурно тука ќе гледаме на локалните избори и до локалните избори повторно некои комбинаторики и тука може да речеме дека постојат повеќе опции. Но во периодот до тогаш, ако немаат тие две партии 61, јас ВМРО не го гледам во коалиција многу помалку односно. Го гледам како спремен, подготвен со овие останативе, отколку без ДУИ. А еве и ДУИ ако го земе. А ДУИ плюс уште една албанска? Може. Тешко е тоа, многу е тешко, теоретски, евентуално, ама само теоретски. Затоа што ако влезе ДПА, сега тоа е се математика што јас не би сакал вака да ги правам, но на локалните нема да постои ДПА. На ДПА сега само тврда го спасува Мендух Тачи опстанок во политика, она реторика која што ја застапуваше Зоран Заев. И јас да сум на место на албанска политичка партија, само така би играл. Дополнително што и кај ВМРО треба да се преиспитаат сега политичките позиции како да се настапува, затоа што пак ќе речам за мене е ненормално во период кога живееме и се декларираме дека го сакаме тој стил на живење капиталистички, каде што капиталот е се, некој да ви излезе со реторика и тоа Зоран Заев да излезе, човек кој што сега да не го врегеме, трчи лажи, значи денес кажува едно, до попладне го менува. Согласувам, така не, ама така е. Значи човек кој што реално со никаква политичка култура, со ништо, црпнат, баш онако како што е, сепак таа реторика, така е, таа реторика не само кај албанците што му помина, него за мене поразително што и македонците повторно втор пат ќе го кажам тоа, прифатија, а тоа се не мал број, еве, имало 390-370 на тие гласови што беа преброени од ДИК, а тие се бројките кои што треба се држиме само од Државна изборна комисија, рекле да сакаме ние дека сега му е мајката
да ние редефинираме државата. За мене, искрено како македонец човек, ми е поразително дека тие луѓе и тие биле македонци. Мо? И тие биле македонци. Јас тоа ти го говорам. Значи 370.000 така е. има може Тие 370.000, еве, има колку таму тоа е волјата на албанци, тие граѓани, има ово, треба има да се оно. почитува Но на секако сите што дека има гласат. некои Тие се 300.000 македонци. корпус на македонски гласови, кои што име таа како реторика, тоа како позиции прифатливо. Добро, одиме да го слушнеме Никола Груевски. Мислам дека таков сигнал добив. Веројатно во штабот на партијата ќе се обрати лидерот на ВМРО ДПМН. Дали функционира? Да. Добро вечер на сите. Добро вечер за ВМРО ДПМН и за коалицијата за подобра Македонија. Добро вечер за победничката коалиција. Добро вечер за Македонија. Драги пријатели, почитувани присутни, на почетокот дозволете да им честитам на сите граѓани на Република Македонија за успешно спроведените избори во Република Македонија. Македонија повторно имаше фер, демократски, слободни и кредибилни избори, на кои граѓаните слободно и на демократски начин гласаа и го кажаа своето мислење. Дозволете да се заблагодарам најпрви на сите граѓани кои излегоа и гласаа и со тоа допринесоа во мирна и демократска атмосфера Македонија да постигне успех на овие избори. Честитки за сите граѓани кои гласаа на овие избори. Дозволете посебно да се заблагодарам на оние граѓани кои ја дадоа поддршката за ВМРО ДПМН и за коалицијата за подобра Македонија, која според резултатите од 88,61% обработени гласови е поддршка со 434.051 глас за ВМРО ДПМН, наспроти 415.258 за СДСМ. И со тоа, ВМРО ДПМН е победник на овие избори во Република Македонија. Денес победи ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, но денес победи и Република Македонија. Честитки! Драги пријатели, ова е 10-та изборна победа поред на ВМРО ДПМН. И 10-ти пат поред мнозинството граѓани во Република Македонија гласа и со најголем број гласови го поддржаа ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија и нашата програма, визија, тим и начин на кој што работиме и сакаме да продолжиме да работиме. Благодариме за поддршката. Ќе работиме оваа поддршка да ја оправдаме и да не ги изневериме нашите поддржувачи. Благодарност до сите наши гласачи, до ние во општините каде победивме, но благодарност и за оние наши гласачи во општините каде не победивме. Без нив и без нивниот глас немаше да имаме оваа победа.
Благодарност до членството на ВМРО ДПМН, до членовите на ВМРО ДПМН и до членовите на сите партии во коалицијата за подобра Македонија. Благодарност за унијата на млади сили и унијата на жени на ВМРО ДПМН. Благодарност до ветераните на ВМРО ДПМН. Благодарност до сите наши коалициони партнери од оваа победничка коалиција, како и до сите активисти на партијата и активистите на коалицијата. Благодарност до сите што помогнаа на овие избори да добиеме победнички резултат. Драги пријатели, исто така сакам да истакнам дека задоволен сум што победивме и во четвртата изборна единица со разлика од 7476 гласа во полза на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Следува процес на формирање на коалиции, следува процес на формирање на влада во Република Македонија. Кризата мора да заврши и Македонија да оди напред. И тоа ќе биде нашата главна цел во наредните денови, недели, кризата во Македонија да се заврши со овие избори и државата да оди напред. Драги пријатели, ВМРО, сакам да испатам една порака. ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе бидат секогаш со народот, со граѓаните на Република Македонија и секогаш ќе работат во интересите на државата, односно во корист на државните и на националните интереси. Како и да се свртат работите, што и да се случува, ова го кажуваме и пред, а сакам да го кажеме и после избори. Дека ВМРО секогаш била и секогаш ќе остане на линијата на државните и национални интереси на Република Македонија и во корист на народот, на граѓаните на Република Македонија. Тие секогаш може да сметаат на нашата поддршка. Почитувани присутни, ВМРО ДПМН на овие избори имаше исклучително тежок противник. Затоа што тоа не беше само СДСМ. И тоа сите добро го знаете. И затоа оваа победа има една посебна тежина и посебна важност. Особено кога ќе се погледне наназад во минатите 2,5 години, ништо се поминавме и ние како партија и коалиција, но и Република Македонија. Затоа ова, уште еднаш ќе кажам, победа има особена важност и особена тежина. Дозволете да искоментирам уште неколку работи. Она што е видливо веќе по преброените 86% гласови е дека бројот на гласови за ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија е во рамките на константната поддршка која имаме во изминатиот период, а поголеми изненадување имаше кај албанскиот електорат. На овие избори очигледно е дека од првичните анализи гледаме дека на овие избори СДСМ доби значителна поддршка од албанскиот електорат во Република Македонија. Но анализите ќе ги правиме повеќе во наредните денови и секако од тие анализи ќе извлечиме заклучоци, ќе извлечиме поуки и се разбира пораки од граѓаните на Република Македонија и до нас и се разбира до сите политички партии во Република Македонија. За сега толку, ви благодарам многу. Благодарам на сите кои не поддржаа во оваа победа, во оваа 10-та победа поред на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Оваа 10-та победа поред на Македонија. Ви благодарам, да се живи и здрави. Да живее ВМРО ДПМН. Да живее коалицијата за подобра Македонија. Да живее Република Македонија. Господин Костов, и говоревте за односот на албанските партии, може би не е најсоветно сега за нив да говориме, но и самиот лидер на ВМРО ДПМН
говореше за тоа дека престои периодот на формирање на влада и веројатно тоа ќе го прави ВМРО ДПМН. Очигледно од преска имате малку спротивставени ставови со Пандов околу тоа колку ќе бидат радикални барањата на албанските партии кои што ќе бидат во ситуација да коалицираат, да преговараат за влегување во коалиција. Но она што сака да го каже Пандов со мои зборови е дека тоа што Зоран Заев го ветуваше, тој нема да биде во ситуација да го испорача. Бидејќи после изборите треба да се спроведат ветувањата. Ако тој не добил нови избори, значи нема ни обврска да ги спроведе, ќе треба некој друг да го прави. Ако дојде во ситуација да го прави. Но вие имаме спротивставени ставови. Ево вака ќе ви кажам. Јас сум малку постар, поискусен. Од 98 работам на терен со албански партии, ДПА, ДУИ и некои помали партии. И јас го ценам албанското население и албанскиот дел од избирачкото тело, знам дека не е толку радикално во толкава мера како што некои лидери се или самопрогласени лидери се кажуваат и особено во изборна кампања. И ја верувам дека и тие добар дел имаат добри намери за иднината на оваа држава и дека сега во една ваква ситуација, пазете, ајде да не сме лицемери, и ВМРО очекуваше подобар резултат, и ДУИ очекуваше подобар. Не се случи тоа, ама се победници. После ово искажување, ја не гледам кога господинот Никола Груевски не ја кажал вистината на македонската јавност, ја мислам дека ги знаеме победниците. Ке седнат на маса, ке ги стават аргументите и ке видат. Не би си взел право да го интерпретирам господин Панов, тој малку е разочаран од ефектот или нус појавата што ја постигна Заев кај албанското население. Ма тоа е реалност. Ние треба да ја прифатиме таа реалност. Ама крајните резултати треба да се чекаме, да сме трпеливи и лично мислам, ако се одбраниме од меѓународниот фактор, да не седнува на маса, да ни предлага не знам какви коалиции фрчковистички, лично мислам ВМРО има моќ да се договори. ВМРО покажал флексибилност во политичките преговори. Никога е во прашање основните вредности на Македонија и на уставното уредување на името на јазикот се покажал најтврд и не попушта и еве 10 години. А не основано со тие разговори го напаѓа дека преговарал за името. Зошто не го смени името? Не е сменето. Значи, ВМРО е цврст тука. Да завршам. Јас верувам во преговорите. Оној момент кога ќе се случи, а мислам нема да се случи, неуспешен преговор на ВМРО да помне со останатите чинители, тогаш може би Пандов малку подалеку гледал од мене. И затоа не велам дека ја имам спротивставени визија. Толку ја. Да, Додовска Србов во изјавата на Никола Груевски сепак имаше честитки до сите граѓани на Република Македонија затоа што овие избори се спроведува на вистина мирен и кредибилен начин како што тоа се бараше од меѓународната заедница и се очекува во наредниот извештај, веројатно, бидејќи тоа беше еден од главните услови за препораката да биде позитивен. Како гледате дека наскоро извештајот кој што ќе следи од Европската комисија ќе биде во ред, дека ова го исполнивме еден од условите или доправа треба уште да се прави? Бидејќи имаше такви, таму имаше и подолгорочни обврски, но барем за сега ова е како исполнета обврска. Јас сум кажала и претходно, ценам дека Груевски не е типичен балкански чар, не е примерот на типичен балкански политичар, тој излегува таа рамка и тоа што е интересно за него и го обележува, покрај тоа што има една своја визија со која што си оди си програми и така натаму, тој економскиот дел што го почувствува, дури технократскиот дел го надополни со таа патриотска десна линија, што е доста интересно како комбинација и ретко можете да го најдете како споредба. Остана достоен на оние работи кои што претходно се залагаше, значи остана, како би се рекло, со чисти раце и со главата над вода во целиот овој процес. Ова е уште еден доказ дека тој својата политичка кариера ја базира врз база на своите дела, на тоа што го работи, тоа во што верува, и со плюс и со минус, значи каде бил подобар, каде бил послаб, секогаш правел нешто со кое што сакал да остави впечаток, да остави отисок на својата, за време на својата политичка кариера.
Оваа порака која што ја испраќа е всушност порака која што треба да донесе мир и смирување на страстите помеѓу македонските граѓани наспроти она што го живеат и сите ние што го живееме катадневно со онаа негативна енергија, со латентните закани за некакви реваншизми заради неистомислеништво, заради тоа што нешто сме сакале да поддржиме кое што е во друга насока, а не им кореспондира на опозицијата и незините поддржувачи, ред ни за други работи за кои што сме дискутирале и нашите гледачи ги знаат зашто мислам. Ова е опозитот, кој што е добар пример, бидејќи е победник во овој изборен циклус, без оглед на тоа што веќе го констатиравме на цифрите на колкав е скорот, сепак тој повторно ќе има, значи, премиерската палка и можноста да формира извршната власт. Се надевам дека и овие пораки кои што сега доаѓаат ќе донесат мудрост, дека ќе погледне на некои нешта и во својата внатрешна структура во партијата и во коалициите, но и во изборот на членовите на извршната власт, со каков тип на луѓе ќе настапи во наредниот период, кои што ќе бидат клучни на вистина оваа политичка криза да дојде до својот крај. Ако биде така, тоа ќе имаме хепи енд и ќе можеме многу наскоро да говориме за некои многу други на повисоко ниво работи кои што не оптеретуваат наспроти овие, како да кажам, оваа кал и ова мочуриште во кое што се втурнавме повеќе од 2,5 години и во кое што се удавивме како луѓе. И невтурна, точно така. Ајде, имаме репортер на јавување, па ќе продолжиме уште малку. Бојана од штабот на ВМРО се јавува. Дали се слушаме? Бојана, многу добро те слушаме. Повели. Љубиша, добро вечер од штабот на ВМРО ДПМНЕ. Пред малку се обрати лидерот на ВМРО ДПМНЕ овде во изборниот штаб, односно во седиштето на партијата. Го слушнавме неговиот говор, но би сакала пред да се одјавам од тука да ги сумирам пораките кои ги испрати вечерва тој. На почеток лидерот на ВМРО ДПМНЕ рече дека од 88,61% од обработените гласови, значи овде во партијата, ВМРО ДПМНЕ освоиле 434,51 глас, а СДСМ 415,258 гласови. Според овие податоци, ВМРО ДПМНЕ има предност над 20,000 гласа. Лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски рече ВМРО ДПМНЕ е победник на овие избори, по 10 пат оваа партија, односно коалицијата, извојува победа и рече дека ова е важна, исклучително важна победа со особена тежина за ВМРО ДПМНЕ. Она што го кажа во однос на електоратот, кога коментираше лидерот на ВМРО ДПМНЕ, посочи дека константна е поддршката која ја добива ВМРО ДПМНЕ и дека тоа се покажало и на овие избори, но изненадил албанскиот електорат кој дал огромна поддршка за Социјалдемократскиот сојуз. Лидерот на ВМРО ДПМНЕ истакна дека во наредните денови ќе следуваат анализи и ќе се анализира зошто токму од албанскиот електорат добил Социјалдемократскиот сојуз поддршка, но истакна дека е задоволен од оваа победа и дека неговата партија и коалицијата за подобра Македонија и натаму ќе работат во интерес на граѓаните и дека е задоволен што граѓаните дале поддршка за програмата и визијата на ВМРО ДПМНЕ. Исто така, Груевски истакна дека на овие избори ВМРО ДПМНЕ имало исклучително тежок противник, бидејќи не се работело само за Социјалдемократскиот сојуз, туку се бореле и со албанскиот електорат и затоа потенцираше дека ова е победа од исклучителна важност и со исклучителна тежина. Овде во штабот на ВМРО ДПМНЕ има победничка атмосфера, партијата, членовите и симпатизерите на партијата дојдоа и го пречекаа лидерот на ВМРО ДПМНЕ кој вечерва им се обрати, но и се обрати на сите граѓани. Си ја честитаа победата, во моментов се слави пред штабот на ВМРО ДПМНЕ, телевизиските екипи тука полека се подготвуваат да заминат од штабот на ВМРО ДПМНЕ. Подсетувам уште еднаш, односно повторувам, дека ВМРО ДПМНЕ прогласи победа со нешто над 20,000 гласа или според обработените 80% овде во партијата.
Ова би било и последното јавување од штабот на ВМРО-ДПМН. Тука јас се одјавувам и екипата на телевизија Нова заминува од штабот, каде што подсетувам уште еднаш, Никола Груевски, неговата партија и коалицијата за подобра Македонија прогласија победа со нешто од над 20.000 гласа. Студио. Благодарам. И ние сме при крај со анализите. Мислам дека ова што го напомена господинот Груевски, а Додовска се надоврза на тоа, Србов, Пандов, да завршиме некој со дебатава. Мислам дека е важно, бидејќи 2 години силна поделеност, особено меѓу македонците кои што припаѓаат на двете политички опции, на некој начин ќе мора да заврши и овој смирувачки говор, мислам дека беше почеток на тоа, без разлика што едните и другите слават, тоа е право и на едните и на другите, нема што да им забележиме ако некој така ја чувствува победата. Фактите ќе почнат од утре да се бројат и ДИК ќе ги соопшти официјалните резултати, ќе знаеме сите на што сме. Политичкиот процес и правен ќе продолжи така како што треба, но денеска е вечер за славење, веројатно, на сите. Битно е од утре и вечера да не се судрат овие две струи кои што мислам дека е многу битно. Да не дојде до такво нешто. Иако славатно да нема... И мораме да забележиме, 15 до 1 ДИК не излезе. Ова е малку симптоматично. Или повтор пат бројат. Ќе се надоврзам на може рачно ги број. Господин Костов, Никола Груевски не е политичар кој излегува и прогласува победа без да ги има бројките во рака. Мислам, тоа што го кажа апсолутно е така. Тоа се покажа последниве 10 години откако е на власт. Не се случило да искочи да каже нешто што не е така или што нема сигурно или да лицитира, не знам, толку братеници, волку братеници онолку. Значи се ги кажа, бројките тие се над 20.000 разликата. Смирувачкиот тон секогаш бил присутен кај Никола Груевски, секогаш, да ја подсетам, секогаш се благодарувал на сите граѓани, а не само на оние што гласале за ВМРО-ДПМН. Значи нема ништо спорно во тоа што го кажа. Значи се заблагодарува на граѓаните бидејќи беше мирен процесот и тоа ќе влие токму на препораката што ја спомнавте за Европската унија, што нас не е потребна. И на крајот, како што кажа и самиот Груевски, сега ќе следи период на составување на влада на Република Македонија. Ја тука би се согласил малку со Пандов, претходниот разговор не сум го слушал многу. Албанците ќе настапат сега со некои барања, бидејќи Заев ја отвори таа карта. Ќе настапат, но го слушавме Груевски и во таа насока, како кажа, дека ВМРО-ДПМН никогаш нема да преиде преку националните интереси на Македонија, на македонскиот народ. Може тие ќе настапат со некои и кадровски промени, нешто слично, но тоа што го отвори Заев, мислам дека ВМРО-ДПМН нема да ќе останува да видиме како ќе остане во преговорите. Ајде да се подсетиме. Еднаш врати мандат Љупчо, еднаш врати Гошев. Ја лично мислам, нема да се случи трет пат, единствено на Груевски ако му побарат нешто што е испод црвената линија на ВМРО и на Македонија. Да. И затоа сум ја оптимист. И на крај крајава Зоран Заев кажа дека ќе даде оставка доколку го зборевме тоа. Две изјави му висат како демоков што навистина недостига беше една од условите за после мирни и кредибилни избори да се прифатат резултатите. Заради ова за што говориме за смирување на стратите меѓу двете струи, требаше лидерот на СДСМ да даде изјава и да ги Ама гледате, каде што победи СДСМ, тамо ВМРО изостана честитањето. Или ако сметаа дека победиле, тоа што беше официјално да излезат и да го кажат тоа не на митингот пред нивните приврзаници, туку јавно како што и таа партија секогаш го правела на начин на кој што го правела. Значи сега прв пат се случува да тоа изостане во јавноста. Господин Пандов, во оваа насока 300.000, 400.000 или 800.000 македонски гласови. Ние сите имаме пријатели ВМРО-вци и социјалдемократи на славите на родендените, најчесто и полемизираме и пожестоко, но сега тие разлики мислам дека треба да завршат. Политичкото несогласување сигурно ќе продолжи, но тензиите на кои што досега беа искажувани треба да се спласнат за да можеме, како што велат европјаните, да почнеме да се занимаваме со посериозни работи, освен тоа да организираме фери демократски избори. Не чекате други поголеми обрски. Тоа би било супер да ја љубеше така. Ама не е. Јас сега во моите браќа македонци повторно ги кажам, препознавам
каже господинот Груевски, 415.000 луѓе кои што се спремни да ја демонтираат државата. Може ги пренегасувате Во ред, чувствата или во ред, обвинувањата но тоа мене кон ми тие дава луѓе. за право дека јас после вечерва од кој ќе преспиам, дека утре можеби треба да ми е порадикална малце мене риториката. Дека ја пресофт сум настапувал претходно. Кога сум ги бранел ставовите, кога сум ги бранел политиките кои што сум ги гледал како такви, дека луѓето и албанците и македонците сакаат порадикално да играат, затоа што за мене, повторно ќе ви кажам, ставовите кои што настапуваше Зоран Заев не можеа да бидат порадикални. Јас кога би се обидел да го замислам господинот Груевски така да настапуваше, тоа ќе беше чудо. Така настапуваше господинот Заев и он успеа да добие огромен број на гласови и македонски и албански гласови. И јас никако сега поготово ваква бројка како што излезе, дека е 430.000 на 415, на 88% преброени гласови, значи таа разлика... 440 и нешто илјади, значи на 20.000 е разликата. Така, околу 15-20.000, таа ќе се движи во тие рамки, значи повторно ќе речем, неколку пратеници ќе има ВМРО+, но ВМРО она што ќе го нема е што сите останати сега политички партии, кои што се влезени, или барем ние што знаеме дека се влезени во парламентот, има многу порадикални платформи, има многу порадикални, дури беси дава, нели, тоа им е као заклетва на албанците, дека ако тие 5 столба не бидат исполнети, нема да влеземе. Овие другиве не знам што и све ќе кажуваат. Во изборите се ветува и економски ветувања има кои многу ретко кога се не би можело Љубиша сега во оваа ситуација, или ја барем не знам каков начин ќе најдат. Дека дуи имаше еден не можам да најдам јас начин како ќе се договорат сега ВМРО зборувам. Заев е лесно затоа што неговите не прави коалиција со СДС и со барањата на Заев прави со па така е, овие ги сакаат сега тие барања што ги има Заев. Не знаеме тоа се претпоставки и анализи, но од утре ќе видиме дали ќе биде така. Ете господинот Костов исто смета дека оптимист, јас не сум искрен да видам, не сум. Живи били видени. Искрено не сум оптимист и дури повеќе, јас пак ќе речам, како реакција на ова се чувствувам за дека сум прав, дека немал број на луѓе кои што се сега во ВМРО ќе се почувствува дека зошто толку демократи, што толку христијански настап. Дека со радикални ставови, со порадикална политика се поминува, затоа што без никаква економска понуда. Значи он само лицитираше Заев. Не даде ништо, некој проект, нешто што ќе направат. Зашто тоа луѓено му дале глас? Јас препознав дека некој гласале против ВМРО, во ред. И само од тој порив гласале. Но албанците зашто гласаа за него? Што видоа они во него дека ќе им го подобри животот кој што до сега не го имале добиено? Значи албанците, она што мене минам, што сме дружиле, што сме правеле, они мене ми кажале дека не го гледале како доволно. И од тука, пак ќе ти повторам, дури и Али Ахмети нема право да влага во влада, а да тие работи кои што им беа понудени на албанците да не подпишат договор како мајски што викаме, било каков сега некој договор иде, во кој што нема да се стави подпис дека во Струмица, Струмица ја зимаме цело време, и дека децата албанци, дечињата албанци во Прилеп, во музичкото училиште ќе можат да учат на албански јазик. Тоа сега, па еве на почетокот, и колку е веќе 1 час да не говорам, кај албанците е пресметано само низ призма на работни места. Само низ призма на работни места. А македонците што гласале сега за овој човек, тоа да се чуди човек што во ова компонента, јас се чудам, ама вака велам. Ја пред недела ден овде вака реков, може ли ништо да победи нешто? Ништо е празната понуда на Заев, а нешто е се што направи ВМРО, што постигна во економската сфера. Па еве него победи. Еве ВМРО е победник. Дозволите, апропо тоа што го зборуваат и почитуваните господа. Значи, да прочитам делот за Службен весник. Собрание на Република Македонија 2390 врз основа на член 75 и ставови од 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, председателот на Република Македонија, председателот на Собранието на Република Македонија издаваат указ
за прогласување на законот за именување на законот за употреба на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и единиците на локалната самоуправа. Се прогласува законот за изменување на законот за употреба на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и во единиците на локалната самоуправа, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јули 2011 година. И само уште малку ќе ми дозволите. Нели потпишан председателот Иванов и председателот на Собранието Велјановски. Понатаму, закон за изменување на законот за употреба на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и во единиците на локалната самоуправа. Во законот за член 1 во законот за употреба на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и во единиците на локалната самоуправа, службен весник на РМ број 101/08, во членот 3 став 2 се менува и гласи: пратеник избран или именуван функционер од Собранието на Република Македонија кој зборува јазик различен од македонскиот јазик, а кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, може на седница на Собранието, на седница на работно тело да зборува на тој јазик. Член 2. Овој закон влегува во сила 8-миот ден од денот на објавување во службен весник на Република Македонија, понатаму указот за знамење. Ама тоа е у реду. Они сакаат у Струмица да зборува. Чекај, застани. Не, да не бидам циничен. Ај ти биди љубезна па прочитай што вика за основно јавно обвинителство. Дали е тоа единствено обвинителство во Република Македонија? Па имаме ние специјално јавно обвинителство. Тоа го знаеа сите. Значи не е дека, но македонецот не му смета, тоа мене ме фрапира. Македонецот не му смета тоа што го говореше Заев и му дале толку гласови. Ина, нема тука. Тоа е политичка волја. А тие живеа таа реалност. И воопшто не ги тангира. Знаете зашто? Затоа што како не ги тангира, ќе ги тангира? Колку ќе ги тангира? И вие сте историчар, знаете која создаде. И дополнително ти немој да заборавиш исто една работа. Македонците. Од утре уште, сега, фала, ама, да, супер што победи Трамп, но, ние не можеме само на, значи, Доналд Трамп да се ослониме сега, он ќе набрани нас. Ти рачунај дека сите тие, од Чарлс Гарет, кој што тргна кафе да пие у Прилеп кампања да тера, до Жбогар, до Бейли, до Мейли, до тие, сите ти рачунај од утре растрчани, завршила кампања, почнува нивна кампања, и на Бели ќе му бараме сертификат од Трамп. Сите тие за нив е крајно израз на демократија дека ние треба да бидеме двојазични, дека не знам што треба да правиме, како да функционираме и дека швајцарскиот модел би ни бил супер. Катастрофа. Пано, вие немам намера да полемизирам, вие не сте од вчера политичар и аналитичар, имате искуство. Не ретко сум бил сведок на резултати после кои многумина сакале да се чуделе на одлуките на македонскиот народ и на некој начин сакале да го сменат, ама на овој народ стално нешто погрешно гласа да прави. Тоа е волјата на овој народ кој што живее тука. И мислам дека треба да се почитува како што тоа Груевски го направи. Значи, он најмалку беше насекиран од сите со кои што денеска се разговара и самите говорите дека станува збор за таква личност и мислам дека навистина треба да чекаме дека се тоа претпоставки за кои што говорите. Само двојца лидери излегува и јавноста е удостоја. Не знам дали други излегува. Стварно, во студиото сме долго време, не знам дали други лидери излегува. Знаете на што алудирам? Да. Треба да имаш и култура малку кон гласачкото тело. Еве, Груевски излезе и Али излезе. Толку напаѓани од Али Ахмети. И тоа Али Ахмети ми се чини во изјавата имаше некоја државотворна изјава која што рече ние секогаш мислиме на државата, не на партијата, го стоички ја прифатија 11 пратеници или 8 дури како што СДС смета, што е многу далеко од она што досега го освојувале. Па дури имат и сите албанци помалку пратеници во парламентот, така? Значи, сечен, албанските пратеници се смалени во парламентот. А тоа се знаеш. Да, иако дури укажуваше дека.
Па на таа карта играше. Ама СДС го имаат сега што имаат помал број на гласови. Тука, да, имаш право, Па ти компензација. ниеден, сотец, цела вечер го говорам, ниеден албанец нема настапено во последниве после Охридски рамковен договор со вакви ставови, со вакви барања као Зоран Заев. Тоа е реалност. И тоа гледаме дека поминало кај албанскиот електорат. Сега да се тие биле повторувам, жертви за ова. вечера јас во едно друго студио зборував дека дали е ова втора фаза во некои тајни договори направени помеѓу најотворено е веќе зборувам СДСМ, Зоран Заев или поточно Зоран Заев, заевистите и албанската диаспора. Сотир Костов. Нека остане као дилема. Еве, колку рековме проценти се израчунати? 88%, така? ВМРО ДПМ има 434.000 гласа. Јас ќе го кажам тоа што пак ќе се повикам на Груевски. 2011 ВМРО ДПМ имал 468.000 гласа. Така? Ова кој ќе се дорачуна до крај, ќе дојме па до истата броја. 450. 2014 имале Бројката ке ВМРО ДПМН е всушност Овие што остануваат проценти се Таа е исто. качена е бројката на социјалдемократскиот съюз, всушност да. албанските гласови е качена бројка. Не, 2011 СДСМ имал 368.000 гласа. Тоа е блиску до оваа. Значи, негде 50.000 гласа има плюс. луѓе, не Ако се заборавајте, тоа албанските тие се гласа. Многу малку Албански субјекти гласови. ќе делат сега мандати. Донт е опасен. Донт секој пат изненадува. Сега Која? помалку Тоа субјекти ќе мора делат и евете ги рипаат. Мора да ги имаме мандатите. во обзир и- Тоа е замката, и тоа. ќе видите кога ќе преспиеме. На овие избори многу малку субјекти добиват мандати. Да. Многу малку. Да, затоа што И, прагот ги и еве го потврди. едниот рипа. Ќе видите. Затоа што има голема разлика од порано освоени гласови и сега освоени гласови. Сотер имаат, партиите имаат програми во кои што бројот на гласови го внесуваш по изборни единици и тие веднаш ти сврлуваат број на пратеници. Мишли Така што- симулации. Така е. Да. Така Да што знаеш колку лажни може да бидат тие. во ред, јас Треба да погодиш 5 елементи треба да погодиш за да направиш добра симулација. Добро, но значи по тоа ти што го кажуваш, бројките можат иако се 15-20 илјади гласови разлика, тоа не мора ништо да значи по Донтовиот систем, може да е намали разликата во бројот на пратеници. Не мора никако да значи дека мора така да е е намалена, Пандо. Но Прашање кој има еден више за да биде мандатар. Тие 20.000 гласови не мора да значат, а можат од друга страна да значат и 5 пратеника разлика. Во корист на ВМРО. Па да Тоа е- знаеш дека може. Така е. А во никој случај нема да значат она што у Америка и се случува. Да, добро. За 20.000 Тој што разлика, помалку има но гласови како да е победи. прво Тоа ви тврдат 20.000 Донтовиот метод разлика, не го дава. Но прво како е Прво распределено. го потпишува. Како се распределени тие Да, гласови. да. Друга работа, како што кажа, Донтовиот модел ги А неважечки? ги крева. Значи да не избрзуваме. Ајде утре да видиме колку има неважички, ќе видите и тие во одредени Веќе имаме случаи. појасна, многу појасна слика за Пред ситуацијата. да влеземе тука во уште ова би го разгледал, не е неважно, го споменавте и го споменавме и во разговорот со Жида Заскаловски, локалните избори. Тие се постојано во ист период и се добар завет овие избори за тие. Тие се исто така веројатно важни, како предвидувате овие да се рефлектираат на нив и што им преостанува на партиите да се консолидираат веројатно и на ВМРО да поменени на останатите до локалните за да се добие некоја слика што тие ќе посекуваат. Пандовство, вие го потворите на некој начин Да. пред емисијата, но важи и за сите да го проанализираме тој дел. Бидејќи имаше обиди да се спојат и во преговорите Прчинскиот договор која беше дали да видат покасно или порано, да не фати декември. Види, факт е дека Македонија после овие избори се албанизира. Просто неверојатно со толицок процент на жители што има албанци во Македонија, по желба на македонците, сега Македонија и понатака уште повеќе ги се албанизира. И има многу непознати за мене, јас не можам да ги прво сум изненаден од резултатот и не можам да го и прехрабро би било сега јас да ги тактизирам, да ги можеби и ова до сега беше малце повеќе што имам јас сега на вечер на избори, но од утре ќе ги гледаме нештата. Има разни комбинации сега, сме ги зборевме, некои се видливи, некои не се,
Не знам како ќе игра ВМРО. Не, затоа што за мене, пак ќе ти повторам, ќе биде многу потешко на ВМРО да направи, иако сега да не ги повторуваме сега тие работи. Победник е ВМРО и ќе има неколку, дали 3, 2, 3, 4, 5 пратеника разлика. Но дали ќе успее со тој број на пратеници да состави влада, не знам. Не сум уверен во тоа, а било кој понатамошни комбинации, широки, вакви, онакви, тоа е многу погубно би било за ВМРО. Многу лошо би било за ВМРО. Така што мислам дека е убаво и ова што вика Сотир, дај да преспиеме, утре да ги знаеме точно бројките. Добро, мислам. За да многу поедноставно ќе ни биде да ги правиме калкулациите. Вака сега додаваме, одзимаме, ќе бидат 49, нема да бидат 50, ќе бидат колку ќе без разлика, мислам мислам. цела вечер, извинете што лошо го збориме, значи го збориме како ни доаѓа, да не испадне дека шириме некакви дезинформации. Како доаѓаат бројките, така шириме бројките се факти. Тие кои иде за Ја мислам дека наскоро и Дик иде со пресконференција, дури ми јавија дека тоа ќе биде многу брзо. А за Не гледачите, везеш ти саат време, само ни продолжи. а за гледачите она што е Од Дик ми се јавија дека што е важно да знаете дека во мај месец е локалните избори. И тоа е за исклучително брзо време. Еве ова само ќе кажам, овие резултати и овој соодносот на партии нема да ме изненади. Значи, во буквална смисла на зборот нема да ме изненади како што вечерва сум изненаден. Еве, дај Боже да грешам, ама се мислам дека тие избори локални ќе бидат врзани повторно со парламентарни избори. Овие резултати гарантираат на Македонија нестабилност. Нешто што не и требаше на Република Македонија е вакви резултати. Мене сега ја да не сум ја песимист, нешто или нихилист или не знам што. Јас сум по убедување оптимист човек и позитивен. Но не можам да се чувствувам среќно, не можам да бидам радосен и да се брам будала. Реалноста е дека овие бројки не одговараат на Република Македонија никако. Имаше такви теории дека локалните може да бидат и уштедни дека ќе има парламентарни. Држат различни типови на избори се. Вака, значи, овде сум највозрасен, додека не ги видам резултатите Гевгелија, Велес, Штип, Битола, Прилеп, Охрид и уште Куманово, Струмица, не можам за локалните избори да се произнесам, бидејќи таму се кажува што ќе се случува на или е и првични индикации што ќе се случува на локалните избори. Но работава не е завршена со парламентарните избори, тоест следуваат преговорите. Ајде малку по-оптимистички. Не беше само за Македонија локалните, него има снаги да се договори. беше предвидувањето дали ваков резултат како што и секаде во свет кога се многу блиски предвидува нови парламентарни што може да биде заедно со локалните за да се стабилизира. Ако следиме Запад, во право е Пандов, треба да одиме на избори. Ја не сум сигурен дека тоа на Македонија и одговара. Луѓе, ние се истоштивме со овие избори, со одржување. Да, добро, знаете ли што се случува? Тоа е добрината не се цени на Груевски и на ВМРО. Некој, додека беше на власт, до 2002-2006 година, ниеднаш на Македонија не ја почасти со ванредни парламентарни избори. Ајде да броиме. 2008, 2011, 2014, се тоа ванредни парламентарни избори. Па до кога? И овие ванредни парламентарни избори. Па до кога ќе правиме, Билјубиш? Па дајте деманда да истераме. Па да ни крене, да ни тргне. Додоска, во Италија стално има избори, пала влада, па нова влада, избори. Мислам, сега да кажем каква е европското искуство на чести изборни циклуси каде што има блиски резултат. Политичкиот систем таму, и поинаква е традицијата, значи од Ризорџиментото од втора половина на 19 век кога се формира и економската моќ може да издржат. Да. И тие се генерално една стара, значи традиционална европска држава, западна европска држава со геостратешка позиција, со своји мани и предности и така натаму. Јас не би се компарирала, не би ја компарирала Република Македонија со Италија. Повеќе мислам дека ние малку преска кај господијата Трендафилова дискутиравме со професорот Неновски и со колегата Србов околу тоа дека нашата геостратешка позиционираност во Југоисточна Европа, во времињата во кои што живееме, во условите во кои што живееме и во генерално, да, ние говориме за нашите сограѓани со албанско потекло, но забораваме дека во позадина имаме албанска држава и косовска држава.
И тука е нивната сила. И тука има еден друг процес и процес во процес и тоа се оние кукли руски кои што една во друга кога ги отварате, затварат многу прашања, многу дилеми. Јас од оно што сакам цело време да избегам, матриошка, да. Јас мислам дека она што не треба да се заборави, треба да се постојано да се работи на тоа е да се упати апелот и постојано да се потенцира дека ние како граѓани, како сограѓани немаме проблем да живееме едни со други, и тоа го правиме и комуницираме и така натаму. Јас на вистина немам респект за сите, јас немам респект кон луѓе што крадат, што лажат, што манипулираат и посебно луѓе што се обидуваат мене да ме манипулираат. Тука сум многу остра, иако вака делувам меко. Тука има проблем. Тоа е делот, тоа е оне црвена линија преку која што јас не преминувам како граѓанин. И тоа се генерално моите потреби во општеството, се друго нормално, живееме во либерална демократија, се бориме за остварување на своите соништа сами. Правиме во животот цели сами. Ако се пасивизирате и ако дозволите да бидете маса која што ќе ви ќе ви фрлаат трошки, ќе ви кажуваат што да правите, ќе се доведете во ваква ситуација да станете аморфна маса и секој да ве меси од страна и од внатре и од надвор. Нас генерално тоа е дефиницијата. Тука беше малце, знаете, колегата Пендаровски и некои други кои што излегува со бласфемии по народот кога нели не им одговараше нешто, они мислам дека барем тие од академската фила што доаѓаат мислеа всушност на ова. На борбата да се излезе од аморфна состојба и малку предприемничкиот дух да се активира, малку граѓанинот да видиме што он ќе направи за државата, каде е иницијативата на граѓаните. Таа титанска битка ВМРО ДПМН ја води 10 години, да ги од умртвеност, да ги разживее малку и да ги раздвижи, бидејќи реалноста е сурова. Животот не е лесен. Предизвиците не се лесни. Ние не живееме во голема држава, не сме богата држава. Имаме големи разлики во општествената структура. Од дисолуцијата на Југославија до денес и видовме изникна секакви могули, но многу луѓе од средна класа пропадна и се изгубија во тој процес. Еден голем дел од луѓето замина затоа што не сакаат да живеат во турбулентни времиња каде што политиката ќе им го диригира начинот на живот. Сега двојазично ќе се вратат. Сега со ова уште повеќе. Ова се само процеси кои што се продлабочуваат. Ќе се вратат сега. И сето ова Знам, видите, некој во студиото рече и го слушнаме тоа дека можеби на целата ова ситуација на резултати има кум. Некој од надзор можеби кумувал. Тоа е дел од процесот. Тезите, ако е така, тогаш ова не е крајот. Тоа може да значи формирање не политичка влада, некоја влада за која што Пандо спомна дека треба ова сега што постои да се растури. Можеби доправо треба да се составува некаква широка коалиција, германско-австријска или веќе вие знаете каква, за да се решаваат големи прашања. Поголеми прашања од економски до политички. Го говоревте, да. Веројатно затоа и стално потсетувам на изјавата на Хан. Изборите се само еден момент, потоа доаѓа тешката работа за која што треба да се зафатите, од економски до веројатно тука спаѓа и доближувањето и името или реформите во судството, забелешките на Европската комисија во извештајот и така на влада. И одговара таква широка влада која ќе или некоја нестабилна која ќе треба да решава големи прашања. Но тоа може да им одговара некој на партиите затоа што нема да решава сами големи. На интервјуто кажа дека е спремен да гине, преса го зборевме и да му паѓа рейтингот е спремен. Србов, да може им одговара на партиите некојаш да заедно решат нешто што самите би го носеле бремето на историјата. Вие сте историчар. Некојаш е добро заедно една фамилија да реши нешто. Сега може би спекулира, тука партиите на страна станува збор за државата. Не за партија, за државата. Па можеме одговара на некој партија, ама кога станува збор државата. Не говорам само за промена на името, значи некој подлабок секој се фаќаме дека името е врвот. До името можеби постојат и други работи кои што треба да се надминат, а треба заедно да ги решат партиите. Само ако може една реченица, нема да задржувам внимание. Да не заборавиме, напролет ни доаѓа афрички бран, а Ердоган е доста лут со Европска унија. А таму ги држи бегалците се уште тоа под тај. И тоа се изгледа така фино лепо, а за нас изгледа као онаки серијалот Game of Thrones. Некој треба да отвора граници. Тоа се генералните прашања со кои што ние треба да се бориме утре не само за парче земја, дали на кој јазик ќе зборуваме. Добро, тоа можеме сериозни работи. Што има да. Не, зборуваме за оние процеси што дајат натаму. Луѓето се изјасна така. Ми даде мотив кој рече на оваа ситуација има кум.
Ќе се изненадите. Сега размислувам, а утре ќе направам се да го дознам. Има една појава персонализирана пошта се вика. Како? Персонализирана пошта. Демократска алтернатива 99-та ја примени и добри резултати покажа спрема големината. Ако СДСМ примениле такво нешто, никој не знаеме што на пучанството му е понудено. Значи, дома, на адреса ти доаѓа пошта на твое име и презиме, ти се ветува што ти се ветува, се замолува да остане, значи, меѓу двете страни. Тоа е позната во сите ние што тренираме луѓе за избори, тоа од американците е измислено, генерална и персонализирана пошта. Ако такво нешто се правило, мене веќе ми се јасни некои работи. Како неутралните, како неопределените, како заспаните. Мислите, секој добивал некаква понуда лична? Да. 400.000? Не 400.000, не. Ние бркаме овде една разлика од 80.000. А како ги знаете кого да му се... Има многу, све се знае во оваа држава, малку сме, не сме Наша мало се знае кој е наша. И тврдам дека не зборувам на памет. Некој меѓу нас не е наш, така. така. Тоа е невидливо. Не ти доаѓам дома, нема нервози, нема пријавување, ме малтретира пошта. Тап, секој ја добива. Чудни се ветувањата од некои нереални типови. Толку, срчаме малку, ќе гледаме и ќе видиме. Такви обвинувања за сите избори има, и за кај ромите, и кај... Ако ми се бендисуваш, што ми ветуваш, ме добиваш. Ова е посебен начин на добивање на гласач. Посебен. Американците го прават, гениално го прават. Добро, јас не сум добил, не сум видел некој да ми прати пошта или 100 евра поштата. Ако мисли на тоа. Добро, идеме уште еден блок реклами, а потоа ќе видиме што следи понатаму, дали ќе чекаме Дик да се јави или ќе затвараме студио. Режија, молам, еден блок реклами, а може во меѓувреме колешката Анита да ги повтори резултатите кои има некои нови од Дик, настушнеме како стоиме со последни податоци, за да можеме да документираме. Добро, еве не уште малку има замор на материјалот, но ќе издржиме до кај 4 сат, мислам дека ќе можеме, а потоа други нека не заменат. Се шегувам, се разбира, чекаме Дик наскоро официјално да излезе со некакви неконечни, но официјални резултати. Моите гости сметаат дека доколку се случи тоа, можеби со број на претеднички мандати ќе се излезе. Не знам дали ќе биде така. Досега не слушнавме официјално, па дури ни од партиите мандати, слушнавме само бројки на гласови. Имаме некоја нова информација, неофицијално? Па има неофицијални информации кои што доаѓаат, нели? Ајде, не се срами. Кажеме што... Во моментов неофицијално на 92%, 52 за коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, 49 за СДСМ единствената коалиција. Тоа е на 92% неофицијална информација. Тука се варира цело време горе-доле бројките, ништо не е сигурно. Што Вишо значи цигарет пауза. Говори за потребата од почесто давање на реклами. Секако, значи, видете, македонските граѓани ќе го дадат својот, значи, одговор онака како што го дадоа. Ние ќе ги чуеме официјалните информации. Можеме да ги гледаме од многу аспекти. Од одоска до 120, од 101 до 120 се уште 19. Севкупно албанците само 19 пратеници. Од и 51 кај СДС. Таа е математиката се разцепкаа гласовите, Љубиш. Таму се разцепкаа гласовите. Не, Љубише, знаеш што? Во ова време, чим Дик не излегува, има повторување на операцијата, претварање во мандати. Во ова време сите резултати се стигнати, не постои општинска што не ги доставила. Комисија што не доставила, се работи, Дик има сигурен систем и сега, веројатно, знаеме како е шарен и Дик, некој рекол повторно да работиме. Партиите можат и да кажат, и да не кажат, и да излезат, и да не излезат. До овај момент Дик мора да ги има мандатите.
веројатно ги преповторуваат операциите да видат да не направат грешка, па и можно некои тесни варијанти да има. За Дуи чувме 11, 9, 8... Тама сега, ова е нова Многу димензија. нешта. Не е само разликата меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН, која нели е поголема и помала, ма вкупниот број на македонски гласови ја надминува бројката од 100 во 120 пратенички парламент, каде што 27 знаеле и повеќе да имаат албанци. А тогаш е на некој начин, да речем, преполовена бројката. Логично е да имаат... Излезеноста у шеска која е? Не само излезеноста, они на сите парламентарни избори, на било какви избори, али најевидентно е кога има парламентарни, затоа што како шестата изборна единица као доминантна, така да кажам, а да не е само албанска, него има најголем број на албански гласачи таму концентрирано, сегогаш имало најмал процент на излезност. Но, на тоа ако додадеме дека имаат реално голем број на гласови добиено Алијансата на села и БЕСА, значи 4 и плюс, СДСМ има земено, евидентно има земено многу огромен број на албански гласови, нема да биде за чудење ако околу 20 пратеници остана само албански. Зборувам под албански од Они црпат и од двојката и од петката. албански политичари. Ние не смееме да забораваме дека има двајца албанци во СДСМ. Тоа е веќе од албански партии, мислиш? Не. Ќе се намали бројот од албански партии, а албанци ќе има бидејќи има во Социјалдемократскиот сојуз. Јас за албанските гласови навистина сум изненаден. Верував дека во единицата, од поурбаните места, албанците ќе гласаат за Социјалдемократскиот сојуз. Мене ми изненади фактот дека во некои порурални општини албанците не гласаат. Гласале за Социјалдемократскиот сојуз. Мене тоа лично ми изненади. Ја бев сигурен дека во единицата албанците ќе гласаат. Со сигурност имаме такви информации. Ама Сарај, во Сарај, во Рачиново преска кажаа дека се да имале големи резултати. Во Гостивар имале од албански гласачи, значи големи резултати. Бидејќи јас бев убеден дека во тие средини како Тетово, Гостивар, да не збориме за Рачиново, Сарај, дека гласаат се држат. До крај имаше мала излезеност во Гостивар. Ако рипнала меѓу 17 и 19 часот. Добро, гласаат се строго определени за нивните политички партии, но сега не само што се расцепка нивните политички партии, туку и голем број отиде за Социјалдемократскиот сојуз и тука прават разликата со албанските гласови. Овдека немаме представник албанец, требаше да имаме еден гостин, но дојде веројатно до недоразбирање. Јас при секоја пригода се обидувам да бидам колку е можно, да застапувам некоја друга страна, што во моментот на разговорот не е тука. Не со таа моќ и сила, колку што би било објективно, дали некој од СДСМ или албанец или од ВМРО ДПМН, ќе се обидам сега да бидам албанец, да размислувам на начин на кој што на крајот од оваа приказна, некако што Пандов размислува, него размислуваат добар дел од албанците и аналитичари и од партиите. Повторно македонците се здружија и направија коалиција неевидентна за албанците да им се случи тоа што сега им се случува. Чудно ви е? Не мислите за намалувањето на пратениците? Апсолутно. Ама кога видете, Социјалдемократскиот сојуз ви води порадикална кампања од други од ДПМН. Ако некојаш им било нешто битно и ако тоа тука Груби го збореше, нив и пораките што Дуи ги упатуваше до другите партии на албанците да се групираат во интерес на албанската кауза е да имаат што повеќе пратеници во парламентот. Беа запоставени барањата за федерализација, јазик и така натаму. Бидејќи битката за тоа што вие го говорите дека Заев или некоја друга албанска партија го прави е постигнување на маса или капацитет што тоа ќе го бара утре. Тука заборавате дека господинот Зоран Заев зборуваше за граѓански концепт на партија. Не знам како ќе функционира Бадентеровото мнозинство, да речеме колку е битно. Како ќе функционираат понатаму, дали ќе останат у влада? Замислете они да излезат се влада. Неки сценарија да расправам албански, но они не действуваат само со план А. Сигурно имаат и Б и С. Сите од нив заедно. Што ќе се случи не знаеме, но мислам дека една од формулациите ќе биде таа, како што секогаш констатирале кога станувало збор
за некакви македонски или албански национални интереси, дека македонските партии премолчно имаат компромис. Се е тоа окей, но вие заборавате дека Зоран Заев зборуваше за наводен граѓански концепт на партии, што де факто не го водеше, туку ветуваше нешто, ветуваше етничко сепарирање, човекот наместо да води граѓански концепт. Па сега се обидуваат палката од албанските партии што ја држат да ја префрлат на Социјалдемократскиот сојуз. Не разбирам. Значи барањата кои ги поднесува албанските политички партии. Многу е Сакам уште еднаш се намалуваат нивните пратеници, но имате тука Социјалдемократскиот сојуз кој би била тој ќе ги спроведе. Па ги спроведе. Пред кого има одговорност Социјалдемократскиот сојуз? Пред членовите албанци? Ама гласале за него албанци? Пред гласачите. Пред гласачите, па чекайте, па и ние како македонци сме гласале за некои партии, па не секогаш сме го добили тоа што сме го барале. Не можеме така да гледаме на политиката. Ни економски, ни политички, ни локално, било што. Отвараме национални прашања, кога му отварате на човекот. Па секогаш се отвараме национални прашања. Зошто правата на албанците? Никогаш вакво прашање не се отворило никогаш. Зошто секогаш правата на албанците секогаш мора да имаат приоритет? Да речеме, размислувате така, ако некој вети на албанците нешто, тоа мора и да биде до крајни граници. Па и на македонците им се ветувале, па не се оствариле. Што правиме се? Му ветуваат клучни национални прашања. Па секоја се клучни националните прашања. И зашто има додавка? Вака, Љубиша, нивното гласачко многу е тешко да разберете, да забудете нивното касни сати влегуваш во гениална форма, ама ќе ти парираме. Вака сега. Македонци не ја створија беса. Движењето за реформа на ДПА и партии создавале разни служби и структури. Не ја створија македонци. Ајде да бидеме фери да кажеме на албанскиот дел од политичкиот спектар им се случува демократизација, што мора да ја видиме и да ја подпишиме. Значи веќе не е дуи високо на Монт Еверест. Зошто не е на Монт Еверест? Затоа што импак направила беса. Не, остави проблемскиот дел. Ама вие стално кушијата гледате, кушијата кидаш во моето куче, не знам што. Па дуи не го исполнила тоа што го ветила или создаде беса и другите, прилика или приказ на дека не го создаде. Па изборите се тоа. А што создаде беса, кажа дека разговаравме за федерализација на државата. Пак доаѓаме на тоа дека албанците си гласале за Социјалдемократскиот сојуз заради ветувањето кои ги дал господинот Зоран Заев. Тука и беса во тој комплет. Срамо, те молам, гледај. Значи си гласале за тие ветувања кои ги дал. Значи ние треба позитивно да гледаме на демократизацијата во албанскиот кампус. Дали им оди во корис или штета, тука сте веќе во право, им оди на штета спрема мандати изразене. Ама сега таква е ситуацијата. Решиле нови субјекти да влегуваат во битка. И тоа треба да го респектираме. И пази, спрема оно што имаме информации, освоиле по нешто. Беса нешто повеќе, овие нешто помалку. Ќе видиме сега од дик или утре, што е како е. Значи, тоа се вика, извинете, ама тоа се вика демократизација во албанскиот кампус. Каде ја ние направивме, не ти што рече, него аналитичарите албански сме направиле некој кампус, некој коалиција широка, али македонска против албанска. Да, ама каде? Кои се фактите? Нема, напротив. Има, помалку се во парламентот. Ама не е тоа, ма тоа е од излезеност, ма тоа е од Донтов метод, ма те молам, не, тоа е од апликанти 5, 6, 11, не, тука веќе не се согласуваме, значи си има неколку фактори, 3 веќе ви ги наброев, има уште 2-3 кои влијат што ќе се случи кога гласовите ќе ги претвориш во мандати. Еве, овој пат ова се случи. Заев е радосен за големиот број на гласови, ама не победува. Не победува, избега, не кажа. Како што стојат работиве, не победува Заев. Чекайте, па може тоа целта му било, кај знаем. Па не знам, ама рече дека ќе даде оставка како не победи. Може целта му било да не победи. Еве ќе повториме уште еднашка. За интерес на нашите гледачи и во интерес на вистината. Сите добро знаеме, само како подсетување го кажувам. Кое беше барањето на Груевски за 2014 за предвремените парламентарни избори? Зошто бараше 63 пратеника стрикно? Зошто? Заради ова. Заради кое? Заради барањето за федерализација, заради непристојните предлози кои што задират во унитарното ткиво на државата.
Затоа вториот мандат на председателот Иванов беше со таа, значи со државата пред се, значи тоа логото беше премисата на сега имаме говоревме малку ние, поинаква така натаму. ситуација. Тоа беше државно раководство кое што имаше прашања за кои што не сакаше да влегува во непринципиелни договори, разговори и било какви други преструктурирања. Видете, нас, Затоа имаат албанците, образ. И се ни најдоа луѓе кои 63 што не ни се немаат доволни, образ. не може да не спречат за да ги бараме нашите права. Ни 65 ако имате вие македонците, нема да не спречат да Во го што бараме. се онеправдани, Љубиша? Ја ќе ви кажам Сега една скренуваме Има дискусијата. кажам, Во што се реалноста- онеправдани албанци? Алатките што ги имаме или имаат албанци, сега зборувам како Реалноста албанец, говори- се Дај ми еден пример во Косово, во Албанија, во Бугарија, што малцинството има повеќе права отколку Нема такво нешто. во Македонија. Нигде Дај во ми свет. еден пример. Нигде во свет го нема. Тука веќе се ние ежа. нема се споредуваме со другите држави. мораме. светот, ние живееме. Сотира, Мораме во знаеш тој што контекст, не си не. Пак ти Љубиша еве од позиција на албанец сега ти вели. Во ред. Ама македонец му дава повеќе. И македонците го гласаат тоа, Сотир. Точно. Значи не е Љубиша како албанец виновен. Победник ли е тој? Не е повеќе. Но има огромен квантум на гласови. Немој. Ама не излажавте, немој да мериш. Ти цела вечер како докажам векаш јас демократија го почитувам. Да. Не можеш ти поголем број на гласови ако ги собереш сите пратеници, има кои што во собранието на Република Македонија ке им е прифатливо. Абе уставот го читале, абе вака било, онака било, но поголем број на пратеници ке сакаат да Македонија биде. Зошто не направија коалиција? Не е така. Пак Да ли биде таква математика ќе по правиме? гласовите, тоа така. Пандов, Не е така. и ти си веќе изморен. Не. Чекај, па зошто не направија коалиција? Сега ќе се собира. Кој да направат? Па однапред пред изборите. Вака пресметале дека повеќе гласови ќе добијат. И тоа е кој ќе го добие легитимно право мандатот? нивно. Кој ќе го добие мандатот? Јас не говорам, мандатот ќе го добие Никола Груевски. Да. Јас говорам дека И да оставиме тој да преговара. Јас говорам само дека во новиот состав на Македонското собрание ќе има поголем број на пратеници, што мене исклучително ме плаши, македонци и албанци, кои се спремни и добиле мандати од нивните гласачи не е така. за двојазичност и швајцарски модел на Не е точно. уредување. Ајде да го видиме Не е и тоа. точно. Не е така. Не е така. Албанците Еве ги- существуваат изработени и сега ќе ви кажам зошто. Во ниеден момент, ако дел од правата, што ги поставиле било кој дека ќе се остварат, не се остварат, ако имате албанска партија, незадоволна, како сега СДСМ после изборите, излегува од парламентот. Има легитимно право. Така. Јас не се сложувам со ова здраво. Излегувам, правам или не правам политичка криза во однос на капацитетот што го имам како број на пратеници. Значи, тоа е многу битно, колку имаш луѓе внатре. Ако СДСМ, членовите албанци во СДСМ, се незадоволни, тие можат само од партија да излезат. И што ако идат од партија? Пратениците, ама зашто ги делиш ти? Затоа што тие Зашто не ти се ги партија, делиш нема... албанците кои што се во СДСМ, зошто ги делиш од македонците? Во кој дел ти? Па усташите и четниците поголеми фашисти биле него Пандов, СС единиците ако на ти не си германците. задоволен од партијата во која членуваш и одиш од дека некој партијата. македонец е од СДСМ сега во парламентот. Мене ништо не ми дава за право да верувам дека тој македонските позиции ќе ги брани. Него тој се обврзал и го добил мандатот за да ги бара, да ги брани албанските позиции. Добро, се обрзани многу, може да не го спроведе тоа. Така да тоа е пазаржиски, Да, ама 20 пратеника биле само албанци. Не, ќе бидат онолку, дали ќе бидат 45, сакам да 44, кажам- 46, колку Ако ќе дојде излезат на Стани крај. Пани, ако тој што им ветил не го прави тоа, што може да направат тие? Ќе Кој? излезат од парламент, тие, Пратениците? да, ќе излезат од партија. Ако излезат од партија, ником ништо. Види, тоа ќе Значи го се прават, прелажани, ќе излажани го и така прават. натаму. Љубиш, ајде да ви помогнам. Ако Дуи е спремен или Али Ахмети да го голтне тоа што му го направи Зоран Заев, во право е Пандов. Ја мислам тоа нема да се случи, затоа верувам, реков на почетокот, да не се повторувам, затоа ќе си има преговори за влада и во првата рунда, и се надевам последна, ќе се направи влада. Колку ќе трае таа влада, како ќе оде, тука е веќе Пандов во право. А немојте сега, вие малку почнавте, ајде да не кажам, поголеми албанци од албанците, поголем католик од папата. Ве молам се, ве молам. Да бидам, него уште ова само затоа што реално ги гледам проблемите. И Сотир, да бидеме јасни, ке разговарал Груевски со Ахмети.
ќе ги викне утре на Кале и као попчиња ќе отидат. И Ахмети, и Тачи, и како се вика Касами или како се вика тој од Бес, из села. И ќе бидат пресрекни што се викнати. Ке дојде крај на тоа? Сите чекај да докажам. Тоа ја изгуби главата. Да, супер. Па да, супер. Нема проблем. Кој е сега Мубарак е сега? Не, да докажам. Не зборев ја за Мубарак. И ќе ги викне за Анкл Сем зборев. Ќе викнати медиуми, не се ни срамат дека се викнати таму, затоа што се они така го чувствуваат, таков им е системот наместен во глава на албанските политичари, многу се чувствуваат горди што ќе бидат викнати горе на Кале и како тој ќе им каже. Најголем дел од нив не се ни тоа срама да кажат. Како нас ќе ни каже партнерот, странскиот партнер, така ние ќе направиме. Морам дека сега, што ако го викнат Бели во Вашингтон и му дадат друга насока? Абе, сега, ако го викнат, добар јутро. И у Кремен ќе го викнат. Јас само кажувам праксата, реалноста и праксата во Македонија е таква. До сега не била другачија. Ја не паметам дека другачи функционирале. Дека секој сека у власт да биде Пандов. Но кој со кого во делот на албанските политички партии, Американската амбасада има клучна улога затоа што тие така се чувствуваат. Зашто е тоа така, сега да не навлегувам. Дали тоа го мислиш и за Беса, морам вака те прашам? Да. Добро, ја не мислам така. Дик, кај се? Не, Љубише, 10 мила е за Љубише. Очекуваме директно вклучување од Дик. Така пише. Да, ма тоа е веќе половина час. Затоа се вртам што време. Ама Дик мора да е сигурен кој ќе излезе, не може да шпекулира 51, на која карта игра 49 или 51 колку беше ке СДС, 49-46, значи имаме уште малку време, ќе добиеме прецизни бројки, ама тие бидејќи се малку може да бидат важни, Пандов, Додовска. Ако е за еден, двајца, значи ќе знаеме точно кај сме, бидејќи не е толку голема разликата да затвориме студиото 10-15 разлика. Ставаме ти за 2, 3, 4 пратеника, еден, не знаеме, значи може би еднакви гласовите. Мене само ме збуни дека дојдовме до 100 бројки што прв пат ја гледаме во парламентот. Заклучува дека македонците се здружиле намерно, според вас. Еве да му олегнам на Пандов, ако биде она што било на бројчаникот на Телопот во СДСМ, 57-57, јас ќе се самоказнам и година-две нема да правам политички анализи. Што политички? Анализи. Тоа што го правам 23 години. Не, 51. Јас не реков дека ќе бидат еднакво. Еве, јас кој ти вика ти да си рекол? Заев рекол така. Шилегов рекле дека 57-57 и отишле да слават. Што слават? Нерешен резултат. А еве сите викат дека не е таков. Можеби. Иронија има Пандов. Има во спортот и такви ситуации. Да. А ова малку е поразлично од спортот. Малку е поразлично. Во спортот има 2 пута 5 минута, 2 пати по 15 минути, има пенали, шутирање. Овде е тука завршено и почнуваат преговорите. Овде е завршено. Па ние ќе ги дочекаме преговорите ако треба тука. Од утре ќе дознаеме господинот Иванов на кој ќе му го даде мандатот и ќе почнат преговорите. Па да направиме мала пауза да видиме преговорите до кај се. Чекаме утре ден пак, ние имаме дебати секој ден. Да. Веќе бројки која ќе има. Е друго. Точно. Добро, мислам дека можеме да погледнеме уште малку реклами, да ги погледнеме резултатите кои што ги имаме, што ги објавивме пред малку. Ни останува уште да го вклучиме нашиот репортер од ДИК, да видиме до каде е таму работата, дали има назнаки дека скоро Државната изборна комисија ќе излезе со некакви резултати на кои што ќе можеме да се ослониме, да не се ослонуваме на партиските извори. Дали има нешто ново, Михајло, или се уште молчат во Државната изборна комисија?
Љубише, ако Државната изборна комисија за негде околу 1 часот по полнок најавуваше пресконференција на која што ќе го каже и завршниот резултат во однос на изборите, сепак тоа до овој момент не се случи, на негде пребројани 90% од гласовите. Сепак од Државната изборна комисија очекуваа да имаат комплетната слика за тоа како протече изборниот ден и како би изгледала распределбата по пратенички места во Собранието на Република Македонија. Така да, како што кажав, иако очекувавме, сепак до овој момент се уште не се одржа пресконференција на Државната изборна комисија. Очекуваме во секој момент да се случи тоа. Оние последни информации што ги имаме, како што цело време се апдейтираат на веб страницата на Државната изборна комисија, на, како што кажав, обработени негде 90% од гласачките ливчиња. Според тие последни информации што ги имаме за коалицијата предводена од ВМРО ДПМН 37,49%, во гласови 417.682 за ДПА, 2,66% или 29.589 гласови. За ДУИ 7,31% или 81.465 гласови и за коалицијата предводена од СДСМ 35,9% или 400.045 гласа. Љубиша да не ги набројувам сите поединечно колку имаат, само да споменам со поголем резултати исто така и движењето БЕСА, за кои што гласале 4,85% од електоратот. Тоа се они информации последни апдейтирани на сајтот на Државната изборна комисија. Сепак, како што кажав, се очекува на последна конференција на Државната изборна комисија, за која што ќе ги има обработено сите гласачки ливчиња, па по тоа да се види како ќе оди распоредот по мандати поотделно за секоја политичка партија и коалиција, како ќе изгледа комплетната слика. Сепак, како што кажав, очекуваме на завршна пресконференција Државната изборна комисија и да ги соопшти конечните резултати. Се некакви инсайдерски информации зошто се доцни, зошто се одложува, дали само заради пребројување или пак ќе очекуваме и по-конкретни резултати околу мандатите, некакви инсайдерски информации, бидејќи досега течеше тоа некако регуларно, волку одложување, не дека ДИК и во минатото не знаел да доцни заради прецизност, но можеби, знаете, веднаш се создава клима дека нешто се случува и мали сомнежи дека можеби нешто не знаеме што таму се случува. Дали имате такви некои податоци? Љубиша, првичното објаснување беше дека од Државната изборна комисија очекуваат да пристигнат сите резултати од општинските изборни комисии во комисијата за да ги прерачунаат како тоа би изгледало во мандати за претходно, да не излегуваат со, како што рекоа, да не излезат како шпекулации, сакаа да почекаат да ги имаат сите информации, поточно сите резултати конечно за да се направи според нотовиот модел распределбата во пратенички мандати. Сепак она што го имам како последна една таква информација, ако можам да кажам, е дека членовите на изборната комисија сакаат да направат и да имаат некаков образец врз основа на кој ќе ги примаат податоците од општинските изборни комисии, за тоа се да биде примено на еден прецизен начин за подоцна да нема ниту една забелешка од било која политичка партија или коалиција околу начинот на прибирање на резултатите од општинските изборни комисии. Па моја предпоставка и како информација што имам од дел од членовите на Државната изборна комисија е дека токму поради тоа се должи ова одложување на завршната пресконференција за да се соопштат и конечните резултати. Како што кажав, значи се сакаа да направат, да усвојат образец врз основа на кој ќе ги примаат сите податоци од општинските изборни комисии, како што цела вечер овде во Државната изборна комисија пристигнуваат членовите на општинските изборни комисии, председателите на избирачките одбори и ги носат конечните резултати од Државната изборна комисија, велат дека поради тоа се должи она одложување за точно и прецизно да бидат воведени во системот сите оние резултати кои што ги добиваат поотделно. Под прашање, дали, ако добро те разбрав, се уште примаат податоци или ги имаат сите па ги пребројуваат?
се уште и примаат податоци. Не се сите пристигнати во текот на целата вечер и во овие моменти пристигнуваат председатели на општинските изборни комисии, избирачките одмори кои што ги доставуваат образците со конечните резултати за тие да бидат вметнати во системот на пресметка по распределба на пратенички мандати. Добро, бидејќи тие покажуваат тенденции за максимална прецизност, а бидејќи, како што велиш, значи не можеме да чекаме веројатно да пристигне и последниот представник на избирачките одбори, избирачките места, тоа може да трае и цела ноќ. Јас мислам дека бидејќи тие чекаат да помине доволно, им треба доволно време. Јас тука ти благодарам на јавувањето, на овие последни информации од Државната изборна комисија. Мислам дека можеме да го затвориме ова отворено студио, но нашата програма многу брзо ќе продолжи во раните утенски часови, ќе ги имаме благовремени информациите, верувам дека ќе бидеме меѓу првите медиуми кои што ќе знаат, кои што ќе соопштат какви биле последните официјални податоци од Државната изборна комисија. Од мене се одјавувам и благодарам на гостите за трпението, за расположението, за сите можни претпоставки, коментари кои што во доцниве часови некогаш држа, некогаш и помалку, но сепак е тоа една анализа. Ние не сме Државна изборна комисија да мораме да бидеме прецизни во податоците и сепак сме и луѓе со малку помалку или повеќе емоции. Некои се песимисти, некои оптимисти, тоа е таква и политичката битка. Важно е, Македонија обстојува без разлика какви се резултатите. Мислам дека тоа не е доведено во прашање, барем тоа е моје лично убедување. Македонија е нормална, регуларна држава, како сите европски држави, без разлика што некои можеби сметаат, затоа што не сме членка на ЕУ, дека мораме уште многу да учиме од демократијата. Ние си овие избори покажавме дека можеме да имаме демократски избори, дека можеме со право да ги исполниме сите критериуми копенхашки и да бидеме нормална држава и со демократски развој. Може би ни фалат некои недостатоци, но тоа не ја доведува во прашање екзистенцијата на државата. Ви благодарам уште еднаш и вам и на гледачите. Довидување.